Драги пријатели, чест ни е што денеска со нас е Горан Стефановски, човекот кој остави голем печат воопшто во македонската култура. Горан предложи да зборуваме на една тема која ќе ги разбие или ќе ги објасни стереотипите кои постојат за Балканот и за европјаните и обратно, нели, преку еден стрип Тинтин, кој е стрип од еден белгиски автор за еден млад јунак кој патува на секаде низ светот. Но за ова повеќе секако ќе зборува Горан. Јас само уште на кратко ќе потсетам на некои негови дела за да си освижиме меморијата, па ќе ги спомнам Јане Задрогас, Томе од бензинската пумпа, Диво месо, Летво место, Хај-фај, Дупло дно, Тетовирани души, Бушава азбука, Чернодрински се враќа дома, Баканали, Демонот од Дебармал. За крај би сакал да го цитирам Јаков на Горан Стефановски од Дупло дно, кој вели на едно место: иднината никако да дојде, минатото никако да си отиде, а ние овде глумиме сегашност. Со тоа ќе ти дадам збор. Благодарам. Добро вечер. Мило ми е што ве гледам во толков број. Му благодарам на ЕУ Инфоцентарот за љубезната покана да бидам тука вечерва. Првата верзија на овој текст ја напишав минатата година за потребите на еден истражувачки семинар во Универзитетот во Кентербери, каде што работам последниве години и предавам драматургија. Преку популарниот стрип за Тинтин, текстот се занимава со аспекти на политиката на идентитет и со проблемите на културалниот превод. Текстот ги анализира жилавите клишеа и стереотипи во представувањето, што ќе рече репрезентацијата, искривената слика која Европа ја има за Балкан и обратно. Текстот го илустрира шумот во комуникацијата при размената на културални елементи, ставови, уверувања, вредности и начини на поведение. Во годината 1992 со моето најтесно семејство пристигнав во Кентербери во Велика Британија. Мојата сопруга Патриша беше длабоко несреќна поради распадот на светот, како што го знаевме дотогаш, и по 18 години живот во Македонија почувствува дека е принудена на нов почеток во незината стара татковина Англија. Војната во Босна беше во полн ек. Македонија штотуку ја беше прогласила својата тогаш крепка независност од распадот на старата Југославија. Син ми Игор се запиша во гимназија во Кентербери, а ќерка ми Јана во прво одделение во тамошното основно училиште. Во школскиот двор, додека ја чекав ќерка ми еден ден, се запознав со Ник Бартон, кој го чекаше својот син. Фативме муабет и се испостави дека тој е филмски режисер и професор на катедрата за филм на тамошниот универзитет. Подосна тој ме покани да предавам тамо и тоа е нешто кое се уште го работам. Почнавме да се дружиме со Ник и да се среќаваме на кафе и на пиво. И една од првите работи што ми ги кажа беше дека кога бил дете, се што знаел за мојот дел на светот, го дознал од стрипот Тинтин во епизодата Жезлото на кралот Отокар. Јас и самиот пораснав со Астерикс и Талични Том, но Тинтин некако не ми беше во видното поле, затоа што тогаш не се објавуваше кај нас. Горев од љубопитност да видам за што станува збор. Веднаш го најдов стрипот и го прочитав и сватив дека се работи за една спектакуларна травестија и лакрдија. Си реков, како е можно на едно место да се собрани толку многу хировити произволности, предрасуди, фактички грешки и општи места. Ќе кажете, ама тоа е само стрип, ќе кажам, иако е од стрип, многу е.
Ова само го засили мојот интерес за феноменот на хировити произволности, предрасуди, фактички грешки и општи места, уште познати под името клишеа и стереотипи. Еве неколку наши клишеа за Англија. Чичко ми Ристо, кој сега скоро ќе полни 90 години, мора како дете да го гледал филмот Духот од Кентервил. Затоа што секогаш кога ќе ме види, ме прашува дали живеем во куќа на духови во Кентервил. Не го чека мојот одговор, доцна е сега да ги менува своите уверувања, тоа би барало тешка рекалибрација. И освен тоа, никогаш докрај не му стана јасно што јас тоа точно работам таму. Еднаш ме праша дали шпекулирам со трансакции на берзата. Оф, леле мајко. Многумина во мојата татковина се уште веруваат дека во Лондон има постојана магла и смог и дека Шерлок Холмс го брка Джек Меосек. Некако како да забораваме дека тоа нашите градови станаа викторијански според загаденоста и криминалот. Кај нас често се користи фразата студен кој енглез, што ќе рече емоционално тап и безчувствителен и како тоа воопшто можам да живеам таму. Но редовно се кима со одобрување при поменот на перфектните англиски тревници за кои требало малку дожд и многу векови грижа и одржување. И како во Лондон, ме прашуваат. Не живеам во Лондон и велам туку во Кентербери. Така да е, и како во Лондон? Кој Лондон, велам, има повеќе Лондони? Сте чуле некоја за Низден, прашувам? Не. Па има еден Лондон кој се вика Низден, во кој живеат милион луѓе и никој не прашува како е тамо, затоа што веројатно е никако. Кога бев помлад, голем број наши луѓе кои не знаеа ниту збор англиски, сепак знаеа една фраза: Go to your sketch mother. Некако беше општо познато дека тоа е најлошата работа која можеш да ја кажеш на англиски. Најстрашната пцост. Од каде дошло ова уверување и како се уврежило, за мене останува до ден денешен чиста мистерија. Кога брат ми Владко и неговата фамилија ќе дојдат во посета во Британија, точно знаат каде треба да се оди во Лондон. Шопинг на Оксфорд Стрит, посета на музеот на восочни фигури на Мадам Тисо и Мелиумското тркало. Им велам, па нели бевме таму лани? Бевме, вела тие, пак ќе одиме, кај има да се оди на друго место? Па во Низден си, велам, тивко во себе. Ете, значи, кај нас постојат расширени сознанија за една замислена земја која се вика Англија. Проблемот е што тие сознанија често немаат многу врска со Англија. Се разбира на сосем идентичен начин и таму во Британија постојат разни убедувања за мојот дел на светот, за нашата замислена земја која се вика Балкан. Овие магловити сознанија како да излегуваат од некаква голема, износена чанта полна со предрасуди. Еднаш прашав еден вицкаст колега од катедрата во Кентербери да ми каже која му е првата слика која му излегува пред очи на спомнувањето на зборот Балкан и он малскавично одговори конјокрадец со златни заби. И си велам сега, оди расправај се и докажувај се. Еве ви еден пример. Ова е лик од Средниот Исток, се разбира многу поисточно од Балкан. Тоа е лик на праматар, продавач на газиени ламби, кој се појавува на самиот почеток на филмот Аладин на Волт Дизни. Тој ја најавува приказната. Според една интерпретација, целата приказна за Аладин е негова измислица, со која тој сака да ве наведе и излаже за да купите ламба. Како тоа он ја знае приказната во такви детали? Па тој е духот од ламбата. Тоа е неговата приказна. На почетокот тој фрла звезди на небо и покажува дека е семоќен. Но, ќе прашате, ако тој е волшебно суштество и може да биде што сака и кај сака, зошто одбрал да биде на тезга со ефтини сувенири? И еве ви тука една пеколна комбинација
на крајна инфериорност. Јас сум само обичен продавач на кич. И висока супериорност, но затоа ја поседувам приказната. Таа е моја. Може би сме сиромашни, но затоа во рака држиме златна прашина од која се направени звездите, може би сме на маргините, но тука кај нас во маргините е вистинскиот центар. За жал, во номенклатурата на Холивуд, човек со ваков нос, кој е многу сличен на мојот, и со ваква боја на лицето, која е многу слична на мојот, и вакви движења на телото, не може да биде херој. Тој е само спореден лик, статист, епизодна фигура. Еден од оние безимени створови кои Индиана Джонс ги ништи на Ангро, таму некаде отаде по тие земји со сомнителна историја и нејасна географија во кој Индиана Джонс залутува. Во музичкиот филм Летен распуст од 1963 година Клиф Ричард на патување кон Грција минува низ нашиве простори, повторно една чиста травестија на она што некогаш беше Југославија. Една од песните се вика Југословенска свадба, една глупа комбинација на славјански танци на дворжак, музичка ничија земја папазјанија кому иде. Мажи дибеци играат племенски игри во гуњови од овчи кожи. Зошто бил потребен ваков примитивен фон за еден рок-н-рол филм? Па за техник колорот да биде по-техник, а рок-музиката по-рокерска. Секогаш кога ќе го чујам зборот железна завеса, ми се крева ова малку коса што ми остана на главата. Простете, но јас сум горд собственик на членска карта на Југословенскиот Beatles фан клуб со уредно платена чланарина за 1968 година. Тоа не беше земја за железната завеса, таа следеше политика на неврзување меѓу двата блока, слободно патувавме низ свет, излегуваа новите плочи на Битлс и новите филмови на Антониони, Кавка и Ками беа во лектирите на училиште, ги имавме сјајните Битев и Фест и така натаму и така наваму, и колку повеќе објаснувам, толку сум помалку убедлив. Се почнува да личи на академски фусноти, на мрчење и само сожалување. Фройд ова го вика фетишизам на малите разлики. Зад кој мирно си лежи и си царува клишето и си го чека својот момент. Чека да се уморам од моето негодување и бунење против предрасудите кои постојат за мене, да се предадам и да си легнам на брашното и да си се гушнам со моето клише. Но да се вратиме на Тинтин. Набргу дознав дека тие стрипови биле одамна контроверзни по прашањето на расни и политички предрасуди. Например, првата епизода се викала Тинтин во земјата на Совиетите. Била нарачана во 1929 година како антикомунистичка пропаганда за деца. По неа следувала епизодата Тинтин во Конго. Еве ви еден кадар во кој Тинтин држи предавање некаде во Конго и им вели на малите црни дечиња: драги пријатели, денес ќе ви зборувам за вашата земја Белгија. А кучето строго додава: оние двајца зборуваат. Ги цинка. Белгискиот автор Жорж Реми, познат како Ерж, наскоро зажалил што ја публикувал оваа слабо истражена пропагандна приказна, па забранил таа одново да се издава се до 1973. Тоа е единствената книга на Тинтин која не е подоцна публикувана во колор. Книгата наишла на строги критики поради своите расистички колонијални ставови и во целиот свет е забранета за деца. Денес може да ја набавите само во кафејава кеса, под тезга, скоро како политичка порнографија. Жезлото на кралот Отокар е 8 епизода во серијата. Била порачана од детскиот подлисток на конзервативниот белгиски весник Le 20e siècle. Била замислена како сатирична критика на експанзиите на нацистичка Германија. Епизодата била комерцијално успешна
и набргу отпечатена како посебна книга. 1947 година Ерш повторно ја исцртува и ја обојува, објавена е ширум светот и адаптирана за телевизија. Приказната почнува кога Тинтин ќе пронајде изгубено куферче во еден белгиски парк. Одеднаш, он бидува вовлечен во замрсена завера во кралството на Силдавија. Главниот град на Силдавија се вика Клов. Тинтин го предупредува кралот дека му се подготвува државен удар, група офицери сакаат да го украдат светото жезло и да ја припојат земјата кон Бордурија. Тинтин успева да го заштити жезлото и да ја осигура монархијата. Кралот го наименува за витез на златниот пеликан, единствен странец кој го добил тоа највисоко признание. Сега малку за историјата на оваа Силдавија, од која учел мојот пријател, сега покоен Ник. Силдавија е земја измислица составена од куп несоодветности. Имате историја на Бохемија тамо, на Словачка и Чешка, која нема ништо заедничко со Балканот, костими некаде од Црна Гора и Далмација, некои селани кои се џамии од Босна или од нашиот свет, амблеми од Романија, српски слова, а овде пишува Гендармаскаија. Овој бил или пијан или дрогиран кој ги составувал овие. Гендармаскаија. Од каде е тоа изгледано? Се разбира дека е жандармерија, ама нека толку било тешко да се... Добро, еве ви го тоа кралство од Силдавија. Интересно е што добар дел од земјите од кои е составена оваа фиктивна земја, по Втората светска војна стварно завршија во источниот блок, во она што Милан Кундера го вика другата Европа. Дина Јорданова пишува во незината книга Балканска кинематографија. Сите балкански земји веруваат дека се јасно посебни и разграничени една од друга и дека заслужуваат да бидат третирани како засебни единки, но во западното поимање тие се само една голема европска периферија. Затворен цитат. Боли? Една огромна библиотека на книги има околу Тинтин. Еден негов биограф пишува дека епизодата Жезлото на кралот Отокар покажува политичка зрелост и дека Хереш со Силдавија успева да се ослободи од наративните ограничувања и премногу реализам. Сега, јас си викам премногу реализам, дали воопшто го има доволно? Друг еден критичар, Майкл Фар, вели, епизодата има убедлива автентичност. Како бе, братко, автентичност? Од кај ти е мерено тебе тоа? И дека Силдавија отвара доволен простор за инвенција. Овој Том Макарти, Тинтин и тајната на литературата. Вели, најблагоречено, во политичка смисла, Тинтин влече корен од десницата. Ле Пети Вентием беше стриктно католички весник, а како што Ерш самиот кажува, во тоа време да се биде католик значеше да се биде антиболшевик и антисемит. Уредникот на весникот на работната маса држал подпишана фотографија од Мусолини, а многу негови новинари имале врски со профашистичката партија Рекс. Ова е извод од Макарти. Продолжувам со неговите наводи. Во 70-тите години Ерш одново политички се измислува себе си, овој пат како либерален левичар. И Макарти цинично забележува, во тогашниот контекст на медиумите, значи во 70-тите години, тоа беше најудобната политичка позиција, исто како што беше и колаборацијата за време на Втората светска војна. Овие книги се уште се продаваат како алва. Млади деца се уште учат за Силдавија. Големите светски книжарници имаат специјални Тинтин одделенија. Фановите на Тинтин го имаат прифатено силдавскиот јазик и имаат составено граматика и речник во стилот на Клингон од Војната на звездите и јазикот Елвиш од Господарот на прстените.
А сега за нешто сосем различно, но само навидум. Во 2014 излезе филмот Добалчак на Столе Попов, продуциран во Македонија и по моје сценарио. Дозволете ми сега да кажам некој збор за некои клишеја кои како коров се обидува да се вовлечат и во мојата собствена креативна работа и како се обидував да се борам со нив и да ги исплевам. Во средината на 80-тите години бев млад и арогантен драмски писател со неколку успешни театарски пиеси зад себе. Еден ден во Скопје се појави некој американец со македонско потекло. Ме покани на работен појадок во тогашниот хотел Панорама. Побара да му напишам синопсис за игран филм, он да го продуцира и ми вети хонорар за тоа. Додека тој јадеше кајгана, јас импровизирав една приказна. Он го заврши појадокот и си замина и веќе никогаш не го видов нити него, нити хонорарот, но затоа ми остана приказната. Сценариото Добалчак во својата првобитна верзија се викаше Приказна од Дивиот Исток. Дејствието се случува во Македонија во зимата 1903, откако Отоманската империја крваво го задушува Крушевското востание. Оваа млада, убава и љубопитна западноевропјанка која се вика Тереза залутува во овој лавиринт и таа среќава тројца мажи кои ја влечат на спротивставени страни и оваа сентиментална мрежа предизвикува серија на драматични перипетии. Еве го првиот маж кој се вика Филип, интелектуалец, студент по медицина од богато семејство, Крсто, еден разочаран комита по задушувањето на востанието и Музафер, еден безмилосен отомански офицер. Треба ли да споменам дека сите тројца се влюбуваат во неа. Велат дека значењето и смислата на еден филм обично се кријат во неговите последни десетина минути. Тука публиката прави салдо на впечатоците со кои излегува од киното. Епа еве го резимето на последните 10 минути од филмот според првата верзија на сценариото која ја напишав во далечната 1988 година. Филип и Крсто сами ја напаѓаат огромната турска армија како да смислиле абсурдно самоубиство и величествена смрт. По долготрајна последна битка Крсто успева да му го скрши вратот на Музафер. И тука работата завршува со чиста мелодрамска завршница. Добриот херој го победува лошиот негативец. Во предпоследната сцена непознатиот заштитник на Тереза се појавува со автомобил. О да, во 1903 од предниот дел на автомобилот се појавува машинска пушка која ги коси турските војници и Тереза е восхитена што татко и пратил такво осигурување. Во последната сцена Тереза е во воз, Крсто и Филип јурат по него, Филип успева од коњот да скокне во возот, а Крсто успорува и заостанува, возот се оддалечува, Тереза и Филип викаат по Крсто комитата, но тој веќе не може да ги чуе. Крај. И ете така јас во 1988 го спакував крајот на ова сценарио. Тереза и Филип си заминуваат во заеднички живот во Европа, кутриот Крсто намерно решил да не го стаса возот и да си остане дома, а Музафер е мртов. И во тоа време бев весел и задоволен. Тоа беше приказна од Дивиот Исток ала Джеймс Бонд, шеговита источна варијација на вестернот Бутч Касиди и Санденс Кид. Имаше некои обиди филмот да се снима на крајот на 80-тите, но тие пропаднаа заедно со Вардар филм. Кога отидов да работам, прво во Шведска, а потоа во Велика Британија, си го зедов сценариото со себе. Во 2001 еден продуцент од Лондон, Крис Джеймс, ми нарача нова верзија на сценариото, ама сега да кореспондира со тогашните етнички војни кај нас. Напишав една нова верзија, но некако без апетит, не ми беше јасна целната публика, се испостави дека од таа работа нема ништо и јас си го ставив сценариото повторно во фиока. Си реков, тоа е и онака младешки труд,
на почетокот на новиот милениум требаше да се расте и да се учат нови тешки лекции, војните се уште траеа, се беше сосем неизвестно. Наскоро се зафатив со пишување на други драми, на други сценарија, почнав да работам на факултетот во Кентербери, учев нова методологија на истражувачка работа, базирана на креативна пракса, го проучував поимот на афект во визуелното раскажување. Во фиоката си лежеше старото сценарио, но сакал не сакал го споредував со овие нови теории и пракси кои ги учев и совладував. Си велев, да можам да му се вратам на она сценарио. Меѓу другите работи со кои се бавев беше проучувањето на разни постколонијални теории. И сватив дека действието во моето сценарио всушност драматизира борба за предимство, fight for supremacy. Дека се работи за прашањето на представување, it's a question of representation. Чиј глас ќе се чуе? Чија е приказната? Кој го поседува наративот? Тереза е во колонијална позиција и се среќава со домородци, подчинети и субординирани, subalterns. Маргинализирани ликови без действителност, without agency. Луѓе кои се одамна замолкнати и го бараат својот глас. Марија Тодорова во книгата Замислувајќи го Балканот пишува дека тоа е регион географски неразделлив од Европа, но сепак културно конструиран како нешто друго. The other. Оваа конструкција таа ја наречува балканизам. Оваа дискурзивна стратегија ја продуцира идејата дека Балканот е отпад на негативни карактеристики, наспроти кој Европа си гради позитивна и самозадоволна слика за тоа што е европејство и што е Запад. И така оваа наша невинна географска одредница, Балкан, станала една од најстрашните пежоративни дезигнации во модерната историја. И, како што е одамна и добро познато, сите ние квалитетно крчкаме во тој казан. Дина Јорданова во нејзината брилијантна книга Кино во пламен, издадена од Британскиот филмски институт, пишува: Балканските интелектуалци се исправени пред тежок проблем што да прават со оваа ситуација. Тие се свесни дека нивните земји се географски лоцирани во Европа, но сепак имаат чувство дека некако се непожелен партнер во европското семејство. Тие веруваат дека ќе подобрат својата позиција ако смислат начин одново да влезат во Европа, to re-enter Europe. И за ова да биде можно, тие чувствуваат обврска постојано за нешто да се извинуваат и подготвени се да ги имитираат стереотипите кои постојат за нив. Сметаат дека тоа е таа цена која мора да се плати и веруваат дека ваквите преговори ќе можат успешно да го изведат. И ова доброволно самопонижување, вели Јорданова, има различни форми, од кои една е само наметнатата екзотика, само наметнатото екзотизирање, кое е присутно во многу филмови. Тоа е темата низ која на целата книга Cinema of Flames. Други примери се широко распространетото само камшикување во интервјуи со западни новинари и лесното прифаќање на обвинувањето за примордиализам. Да, така е кај нас. Пишувајќи за оваа доброволна самоекзотика, Јорданова значи вели дека ориентализацијата на Балканот не е само западен проект, туку процес кој своеволно го прегрнуваат, интернализираат и деломно спроведуваат многу балкански интелектуалци. Значи, не е само Западот тој кој конструира стереотипи, туку ваквите конструкции ги приземаат на себе
ги преземаат на себе и ги спроведуваат на терен многу балкански писатели и филмски режисери. Ево ви пример. Добро познат пример на само екзотика од филмот Гркот Зорба на Кокојанис 1964. Раскажувачот на приказната е англиски писател, го игра Ален Бейтс, кој за време на една посета на Крит навидува на еден човек, неверојатен, посебен, невообичаен, живописен, Антони Квин, Зорба. Цитат од Јорданова. Се што прави Зорба во филмот, а тој прави еден куп претерани и екзотични работи, на публиката и се пренесува преку реакциите на резервираниот и повлечен британец. Во многу кадри Зорба е во центар, возбудено скока, изведува, прави гримаси, а Ален Бейтс смирено го посматра од страна. Во оригиналниот роман на големиот писател Казанцакис, Зорба е повеќе слоен и комплексен карактер, но во филмот он е сведен на клише, испеглан. Што се случува во романот? Еден англичанец се спушта со авион во едно рибарско село и наидува на еден рибар. Овој рибар дотогаш мирно си ловел риби и си пиел ракијка, но одеднаш чувствува дека некој го гледа. Поглед на странец. Па како да си вели, сега е време да се одигра улога, знам дека ме гледаш како екзотичен створ, има сега да ти одиграм таква представа што се уплашиш. Има да ти покажам дека ти воопшто и не си човек, туку обична човечка рибка. И Зорба почнува со ритуални танци, импровизира, се прчи со својот елан витал, еве вака се живее бре, пијам, играм, јадам луто, беснеам, терам кејф, уживам. Веројатно и тој самиот се изненадува од тоа што го изведува. Британецот го гледа ова некое време со извесен туристички интерес, па си се качува на авионот и се заминува. Животот на Зорба во филмот, пред доаѓањето и по заминувањето на странецот не е покажано, за разлика од романот. Исфрлено е од наративот како небитно, како Зорба да постои само во однос на странецот, како него да го има само кога го гледа некој од страна. А кој е тој кој гледа од страна? Тато и мама, црна арапина, окупатори, завојувачи, султанот, Сталин, Тито, Европската унија. Јорданова вели дека во многу филмови постои еден жилав, патеписен наратив во кој странци пристигаат на Балкан како писатели, новинари, шпиони, ловци на уцени. Наводно урамнотежени и нормални западњаци пристигаат во балканскиот хаос и гладни се за малку лудило. А што добиваме од тоа ние добородците? Па добиваме оверка, потписи, печат, брокерство од запад. Странски нотар, објективен раскажувач кој ја валидира приказната која без тоа би била безвредна. Нашиот филм Мис Стон има токму таков запрет. Една американска мисионерка ја киднапираат комити и таа станува заложник во политичката борба и неизин посматрач. Неа ја забавува нашиот Мандана, кој ја надмудрува и ја надпива и ја надпејува, а на заминување младиот комитски војвода ја предупредува и ја моли американката, која е символ на меѓународната заедница: мислете и на нас, Господјо, понекогаш мислете и на нас. Случајот на Предождот е малку по-незгоден, затоа што тука за протагонист имаме домашен странец. Домородец кој по долго отсуство се враќа дома и го гледа стариот свет со нови очи. Јорданова смета дека и тука има пример на некритичко продолжување на традиционалната представа на Балканот како мистична тврдина на тврдоглави и воинствени луѓе. Славој Жижек пишува дека и наспроти намерите на режисерот, филмот му го нуди на западниот поглед она што тој поглед сака да го види на Балканот. Значи, митолошки спектакл на вечни, примордијални страсти, маđепсан круг на омраза и љубов, како контраст на декадентниот и анемичен живот на Запад. Меѓутоа, Виктор вели дека фактот
што многу западни гледачи го интерпретираат филмот буквално, а не символички, не е проблем на филмот, туку на погледот. Поминуваа години, сите овие работи за кои зборував имаа допирни точки со моето старо сценарије во фиоката. И одеднаш работата доби нов пресврт. Еден убав ден во 2010-та се јавија моите другари, режисерот и продуцентот, и ми рекаа дека има изгледи да добијат пари од Министерството за култура, да се снима филмот и да се реализира сценариото. И мене ме фати тревога. Кој е сценарио? Старото сценарио го сметав за авторски надминато, му требаше ревизија, морав да ги заштитам моите интелектуални права, да ги ставам во него моите нови увиди, да избегам од некои замки на клишето за Европа како блудница вавилонска, перфидниот Албион, калкулантскиот империјален запад кој дава со една рака и зема со друга, и фатив да пишувам. Ликот на Тереза доживеа клучни промени. Во старата верзија она беше фриволна, ладна и пресметана, сега она се крши и има темелна морална криза. Во љубовната сцена со крсто она ја губи невиноста, ништо веќе не е исто. Она сакала малку да зирне во ужасот, но за тоа плаќа висока цена. Играчката станала плачка и, како што вели Ниче, внимавај кога гледаш во амбисот, затоа што и амбисот знае да погледне во тебе. Во старата верзија Филип беше хедонист, кој сака да остане надвор од политиката, сега он станува патриот, кој на крајот е прагматичен бизнисмен како татко му, преговара со Музафер за да го спаси градот. Крсто комитата сам поаѓа во борба со турската армија, но Музафер не му овозможува херојска смрт и Крсто останува на ледина и не знае каде да тргне. Во оваа нова верзија сите остануваат живи, но никој не останува ист. Овие промени го менуваат жанрот и смислата на филмот. Иако првата верзија беше мелодрама со лесен хепи-енд, оваа верзија е трагикомедија, хибриден жанр со сладко-кисел крај. Арно ама, бат, малку од овие промени, малку од ова второ сценарио влезе во филмот, веќе имав подпишано договор и ги продадов моите авторски права и потоа немав веќе абер од екипата, напишав неколку писма, немаше одговор, не бев вклучен во предпродукцијата, снимањето, постпродукцијата. Столе Попов, мојот добар пријател, е сјаен режисер, филмот е епска екстраваганца од 2 часа и 45 минути, со спектакуларна фотографија, одлична глума и супериорна сценографија, но да имав прилика ќе прашав чија е оваа приказна. Дали само на Крсто, кој најмалку се менува во филмот, и зошто станала клучна неговата додатно допишана реплика е бати животот ако не си спремен да умреш за него. Зарем не е можна контрареплика на Филип? Е бати животот ако мора да умреш за него. Зошто и Филип учествува во самоубиствениот чин во последниот стоп кадар? Штета што немавме поблиска соработка со мојот режисер и како што подоцна се испостави ко сценарист. А ќе беше добро да е така, како и што ќе беше ред. Им се пожалив на некои пријатели од тајфата, тие ми рекаа, Горан, добро дојде во шоу бизнисот, тоа ти е местото на сценаристот во филмската индустрија. Знаев дека е така, ама тоа беше слаба утеха. Филмот го гледав дури сега скоро на видео, преку Vimeo, со голема трема и со големо шише вино. Инаку планирам во Табернакул да издадам книжка со двете верзии на сценариото, заедно со овој текст вечерва. Зошто тоа постфестум има ли смисла? Што знам, не знам, кој знае. Но сите овие филмски и литерарни клишеа се мали деца во однос на оние политичките и историските силдавии. Минатото изобилува со случаи кога цели држави преку ноќ решиле да му стават крај на клишето кое дотокаш постоело за него. Се обиделе со закон и декрет да воведат проект на нова стварност, на нова реалност, да избегаат на претходните урнеци, да станат вечни и немерливи,
неподложни на објективна верификација и библиографија, да не личат веќе на соседите, да не личат веќе ни на себе самите. Сакале да го надмудрат векот, да се родат повторно со безгрешно зачетие, да се измислат одново вон време и простор и историја. И така, бегајќи од замката на едно клише, упаднале во замката на друго, прастаро, прауморно и праопасно. Протоплазма од магли и правои и митоманија. Но тоа е друга огромна тема за други поопсежни есеи, за романи и за драми, и за чудење и за крстење. Неколку збора за крај. Последниве 10 години соработувам со една мала издавачка куќа во Париз, која се вика L'Espace d'Instant. Тие имаат издадено 3 книги на мои драми, а ги имаат и поставено на сцена во својот театар. Меѓу нив е и Демонот од Девармало, ова е постерот на представата. Предпоставам дека не можете да видите што пишува на самиот врв на постерот. Еве ова стои. La Théâtre National de Sildavie Présenté. Се разбира, ова е сюрреалистична шега. Меѓутоа, некои луѓе и таму во странство и овде дома ми рекоа, браво, честитаме, значи баш во Народниот театар. Кај беше Силдавија? Никаде им велам, во вашите глави. Меѓутоа, овој Тинтин ме следи секојдневно и во Кентербери, во големата книжарница во градот, над зидот, покрај подвижните скали, стои ова огромна слика на Тинтин. И која епизода? Еве баш оваа карикатура која се однесува на мене и на моите. Носиме во главите и срцата клишеи и стереотипи. Завиткани се околу нас како змии. Секојдневно, неволно и волно ги храниме и подхрануваме, ги съскаме и мислиме дека некој ден ќе ни затребаат во борба со непријателот. Но тие секојдневно не касаат и нас самите. Па затоа, ако приказнава има некаква поука, еве неколку варијанти. Да деконструираме, да дискутираме, да се образуваме, да видиме што има зад клишето. Само спокојно и да им објавиме војна на клишејата и на патосот. Или со други зборови, keep calm and stop using this fucking cliché. Само спокојно и да престанеме веќе со тие клишеја. Да ги истребиме како вошки. И отприлика тоа е тоа. Против клишејата ни е неопходна дневна хигиена. Дисциплинирано и упорно, секој утро и секоја вечер, онака како што ги четкаме забите, како што го миеме лицето, како што ги сечеме ноктите и како што ги симнуваме гурелките од очите. Ви благодарам. Па може, ама и не мора. Ако имате прашања, повелете. Сакам да ја прашам, кои се најупадливите, неочигледните клишеа и стереотипи што се однесуваат на нашиот народ? Ја мислам дека еден сад за тоа во Македонија. Да. Една работа останува, за жал, многу јасна. Секогаш кога ќе отидем на ручек кај Чичко Миристо, секогаш ме прашува, што кажуваат за нас таму? И син ми исто го прашува. Проблемот е што никој не гледа посебно. Таму има некаква една општо место таму тоа. Како беше тоа? И се велам, нема општо, јас сум тука, јас сум од Македонија, вие знаете ли која култура ја имам? Ја знаете ли како факултет доаѓам? Факултет за драмски уметности, па ја можам да ве носам со зуби сите овдека што сте околу мене. Вие знаете ли како ја губиш силата од секојдневни недоразбирање за тоа од кај доаѓаш.
Кому да му објасниш за Византија, кому да му збориш за нерези, кому да му збориш дека не се даваме никому. Кога не те немаш замаец. Секоја фукара американска која ќе се појави у град, од кај си? Јас сум писател од Америка. Веднаш Coca-Cola и General Motors дува енергија у нивните едра. И тоа добиваат, а станува збор очигледно со такви фукари сме се бавеле со децении, че залутаат тука некои случајни луѓе, Си викаш, ама то си, како да ви кажам, кога бевме деца, викаше, ајде ти ги врзам двете руки од позади да играме кошарка. Сега, страшно е тоа што и кога се жали човек, овие работи сме ги чуле милиарда пати, нема ни сите аргументи ги джвакаме постојано. Како да се излезе од тоа такова едно клопче од змии на аргументи и контраргументи. Така да ми се чини дека тој сплет на супериорност и инфериорност е нешто кое исто како овој Кутриов праматар од Аладин, тука треба некаков баланс да се воспостави, кој не го воспоставуваме онака смирено и паметно како што би можеле и како што е ред, затоа што крајно време е тоа да го направиме. Фала.